Почитуван Љутков, еве додека разговараме со останатите соговорници, зборуваме за некакви погрешни реформи, погрешни политики, а некако во културата јас не гледам апсолутно никаква реформа. Како секторот култура да не е апсолутно приоритет на оваа влада. Па и да се каже дека поготово сега со ова пандемиска слика која што имавме во последнава година и пол, културата е апсолутно згасната во сите дејности од нејзиното делување. Така да, но кога ќе видите дека уште во секое владење на СДСМ и од 2002 до 2006 па и во ова сега, културата никогаш не била приоритет на Социјал-демократскиот сојуз. Ќе видите дека секогаш била предмет на да речеме коалициско некакво договарање и никогаш не било важно кој е начело на таа институција, за разлика од ВМРО ДПМН, па можете да видите дека во овие 4 години се сменети 4 министри за култура, што од коалициони партнери, што од власта, и секој министер е осуден на неуспех. Дури имавме еден министер кој што реално не можеше да го издржи притисокот и мораше да си поднесе оставка. А тоа е затоа што не можат да ги исполнат ветувањата кои што им биле зацртани во нивните програми, не можат да ги исполнат ветувањата кои што им ги ветиле на граѓанските организации на невладиниот сектор, а реално биле претерано обемни. И кога се соочиат со тие проблеми, затоа што не може да направат реформи, едноставно тука паднаа под притисокот и мора да се редат голем број на оставки, имаат голема деорганизираност, не можат да донесат никаква реформа и немаат капацитет како политичка партија врз националните институции со менаџерството, и затоа следувавме понатаму со бројни скандали и од филмскиот фонд, и од театар комедија, и во музеот во Битола, и во театарот од Тето, сега најновиот проблем со директорот во Струмица, значи се редат бројни скандали. Овие се само видливите, но понатаму има и скриени луѓе кои што се под притисок, не можат да окренат својот глас, но се надевам дека многу набрзо ќе испливаат сите работи на виделина. Секој ден од вас го прашувам за капиталните инвестиции во секторот, од причина што ценам дека тоа е иднината. Има ли капитални инвестиции во културата? Не, и не може да има, затоа што реално тие не може да го постигнат она што ВМРО ДПМН го направи во последните 11 години, но ќе беше барем ферски и во тие капитални инвестиции и во инфраструктурни објекти, барем да се придржуваат до санација и одржување на постоечките објекти. Вие можете да видите дека ВМРО ДПМН остави неколку проекти недовршени заради промената на власта, но ќе видите дека голем дел од тие, ајде да речеме тие институции кои што се во центарот на градот поради тој мораториум не може да продолжат со градба, но на другите места се останати да тонат, да ги гази времето. Така да, и тоа не е само во инфраструктурните, туку немаат ни во аудиовизуелните добра, нема инвестиции, нема ниту во творештвото, нема ниту во заштита на културно наследство, иако последната министерка многу имаше така една голема најава дека со голем бум ќе влезе во новата програма, но и таму имаме пат. Еве кажавте на почетокот 4 години, 4 министри во културата. Секоја година имаме годишна програма од Министерството за култура, која што сме сведоци дека не идува на бројни несогласувања од вашите колеги од културните работници. Која е причината за носење на такви скандалозни годишни програми? Причината е затоа што тие ветуваа големи реформи во културата, и стратешки реформи, и организациони, и во делот на финансирање, но пак ќе кажам дека тие ветија нешто кое што реално не може да го исполнат спрема граѓанскиот сектор. Значи, донесува национална стратегија 18-22, која што не успеа да реализираат ништо од неа. вадејќи се на тоа дека за да ги исполнат тие приоритети ќе мора да се донесе
новиот закон за остварување на јавниот интерес во културата. Тој закон за јавен интерес во културата има само една цел, а тоа е да се исполнат желбите на како да кажем, на луѓето на делот од шарената револуција и на луѓето од граѓанскиот сектор, кои што реално, замислете, луѓето од граѓанскиот сектор го пишувале законот за национален интерес, кој што е така да тука едното со другото нема никаква споредба, немаат допирни точки. И затоа тој закон е сега под бројни блокади и веројатно тие се процесите низ кои што тие не можат да поминат моментално. Има преголем број на партиски вработувања и структури и буквално главниот приоритет на секој министер е да донесе реформа во однос на годишниот конкурс за проектите од национален интерес. Но бидејќи овде се носат погрешни политики и се носат на сосема друга страна, реално е дека ќе имаат неуспех во однос на тоа. Сосема на крај, има ли во културата ефикасен модел на финансирање? Не, ефикасен модел веројатно би бил оној модел кој што би го продолжиле ние како политичка партија кога ќе дојдеме на власт, а тоа е на она што го заговараме дека треба да има менаџери во културата и дека треба да се донесат нови реформи во однос на функционирањето и на институциите и во однос на и на менаџирањето и на финансирањето на институциите. А тоа е да им се даде поголема автономност и поголема слобода на институциите во културата. Сега моментално во Министерството се фузираат многу некомпетентни кадри, а ако речеме дека Министерството за култура е мајка на сите институции, тогаш мајката не се грижи за своите деца. Ние имаме моментално распад на сите национални институции и немаме јакнење на капацитетите, имаме губење на работни позиции кои што се од стратешко значење внатре во институциите. Така да има една главна генерална слика која што може да исполнат во овој процес, а тоа е како да се снајдат во оваа криза со уметници. Тие воопшто не обрнаа ни една секунда внимание. Додека земјите од Европа, да речеме дека Франција, па еви соседните земји, тие одлучија како држава дека кога сме во оваква ситуација, депресивни и немоќни, кога ни се затворени рестораните, продавниците, кога немаме никаков социјален живот, буквално направија строги протоколи и ги отворија кината и театрите. За да се крене малку националниот дух, за да се кренеме и културно возвишување. Но така да тој план. Ние и во тој дел не успеавме и затоа наместо министерката во оваа годишна програма да предвиди дека и беше предвидливо дека националните институции реално не можат да си ги исполнат своите програмски активности во текот на наредната година. А тие толку многу се залагаат за помагање на граѓанскиот сектор и на невработените уметници, можеа слободно средствата од програмските активности да го сменат начинот на финансирање и конкурсот и да ги префрлат тие средства и да најдат модел како да им се помогне на тие невработени актери, а не владата носи одлука на уметниците да дава по 6.000 денари бонови за храна и не знам за што друго. Ви благодарам, господин Љутков. Јас сум сигурна дека сите ќе се согласиме дека пандемијата наместо да го извади најдоброто, го извади најлошото од нашата држава.